Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот подкасти ВМРО ДПМН зборува една година влада. По години финансиски хаос, растечки долг и тапкање во место. Конечно имаме резултати. Во само една година влада предводена од ВМРО ДПМН економијата забрза. Раст на БДП од 3,2%. Четврто место по економија во Европа, рекордни 1,25 милиарди директни странски инвестиции. Буџетот е стабилизиран, дефицитот намален, јавниот долг спуштен. И по 7 години целосно е отплатена евробрзницата од 2018 година. Обезбедивме 250 милиони евра за поддршка на компаниите и уште толку за општините. Платите растат, Македонија се приклучи на СЕПА, паричните трансфери стануваат полесни и поевтини, а домашната индустрија добива нова поддршка преку намалени царини за 67 стоки и либерализиран увоз од Соединетите Американски држави. Ова е вистинскиот пат. Стабилни финансии, силна економија, резултати за секој граѓанин. Ги градиме темелите на промените. Вечерва на мое огромно задоволство разговараме со министерката за финансии и подпредседател на ВМРО ДПМН Гордана Димитриевска-Кучевска. Добро вечер, добро венето. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам на можноста. Ние минатата година исто имавме еден вака подкаст кој што го снимавме на почетокот на новата влада предводена од ВМРО ДПМН, но еве сега една година отчет да позборуваме што сме направиле. Според мене најзначаен е оној процент од 3,2 на бруто домашниот производ. Како дојдовме до ова? Да, Тино, тоа е една од, можам да кажам, најтешките работи која што стои како предизвик пред една влада, особено ако имаме предвид дека 7 години или како просечна стапка на раст на БДП во последните 7 години или целокупниот период на владење на СДСМ е некаде од прилика 1,6% и вообичаено е многу тешко да се стабилизира на некој начин економијата и морам да признам дека и на мое огромно позитивно изненадување ова се бројки кои што и јас не ги очекував. Ако се вратиме наназад кога го подготвувавме ребалансот на буџетот, тогаш нашите проекции беа дека ќе биде стапката на раст за 2024 2,1%, завршивме со 2,8%. Но имаше причина зашто е тоа така, затоа што, например, за првиот квартал од 2024 година растот беше 1,9% и тоа е оној период пред распишување на избори, кој што беше комплетно одговорност на претходната влада и кој што самиот по себе покажуваше дека навистина ништо не работат. Мислам, јас секогаш зборувам дека може да манипулираме со се, но бројките остануваат за секогаш и тие се сликата на она што се случувало во тој период. Вториот квартал им беше нешто подобар, 2,8%, меѓутоа од третиот квартал и натаму, значи со превземањето на власта, веќе бруто домашниот производ забележуваше повисоки стапки на раст, за да првиот квартал од 2025 година го завршиме со 3%, односно 3,2% доколку го исклучиме сезонскиот карактер. И клучен е моментот, зашто го напоменувам сезонскиот карактер, затоа што кога ќе го исклучите сезонскиот карактер, односно она што ад хок во дадени моменти заради сезоната влие, ние имаме дури повисок раст, односно 3,2%, што укажува веќе 3 квартали поред стабилна состојба. Не е едноставно, но најверојатно, не најверојатно, ствари тоа е и реалност, довербата на приватниот сектор кон владата очигледно е огромен. Како резултат на тоа се инвестира. За мене една од работите која што многу радува е растот на бруто инвестициите, кој што е веќе двоцифрен. Тоа е резултат на меѓу другото покрај позитивната да речеме економска клима која што владее меѓу приватниот сектор. Дополнително на тоа имаме и поддршка која што им ја дадовме во форма на кредити со ниски каматни стапки. Во исто време, нели, оние 250 милиони евра проекти годинава и минатата година некаде околу 4,7 милиарди денари, што се отприлика
750 милиони евра, вака груба некоја пресметка. Сето тоа влијае на некој начин, се извинувам, 75 милиони евра, гледам нешто во математиките, јас сум заморна, грешам, значи 75 милиони евра, толку беше износот за општините во 2024 година. И сето тоа на некој начин направи да има поголем оптимизам во приватниот сектор, но и она што ме радува, бидејќи пред неколку дена и бевме на средба со Стопанската комора, односно со градежниците, тие исто така гледаат оптимизам голем во градежниот сектор и тука имаме раст од 7,1%. И уште нешто, сега јас можам да зборувам за еден куп позитивни индикатори статистички. На една од работите, например, која што пред неколку дена беше објавена од страна на Државниот завод за статистика, тоа е втор месец поред позитивен раст на индустриското производство, нешто што со месеци наназад беше во негатива или некоја позитивна нула. Сега имаме, јас би рекла, и висока стапка на раст на индустриското производство. Исто, например, извозот после 7 квартали во континуитет негатива забележа позитива. Значи, сите овие индикатори сами по себе, која ќе ги гледате, укажуваат на тоа дека имаме едно позитивно расположение во економијата, кое што на крајот го дава овој резултат, кој што го имаме, стапка на раст од над 3%, очекувам веќе вториот квартал да биде стапката на раст и повисока. И, значи, сигурно некако ја зацврстуваме она проекција од 3,7% раст на бруто домашниот производ за оваа година во однос на претходната. Секако дека бројките не паѓаат од небото на народски, што би кажале, туку зад нив стои навистина многу макотрпна работа, голема посветеност. И она што е најважно, постојана комуникација не само на владата, туку и на Министерството за финансии со приватниот сектор преку пред се коморите, а во периодот кој што следи и многу поинтензивна комуникација директно и со компаниите. Јас често велам дека со честна, транспарентна и отчетна работа се доаѓа до резултати, впрочем и овие бројки се вашиот доказ. Исто така во воведот напоменав дека конечно ја исплативме на еврообврзница од 2018 година 500 милиони евра. Колку е тоа важно за нашата фискална стабилност, меѓутоа сакам тука и како потпрашање да го спомнеме и делот на буџетскиот дефицит, меѓутоа и намалувањето на јавниот долг, бидејќи ова се бројки кои што за жал изминативе 7 години беа толку, би рекол народски кажано, за никаде, што еве сега вие имате таа најтешка работа да ги доведете во ред овие бројки. Борбата со јавниот долг ќе биде на подолги стази, затоа што станува збор за еден предизвик кој што преку ноќ не може да се реши. Тој зависи од многу параметри, пред се зависи од тоа како ќе се развива економијата, во исто време нели како ќе го планираме буџетот за следната и после таа година, во насока на тоа дали ќе имаме позначени реформи, реструктурирање на буџетот. Сето тоа ќе има влијание на јавниот долг. Но она што е најзначајно, што јас постојано го повторувам, е тоа што преку првиот квартал на 2025 година во суштина ние покажавме кои се нашите намери и дека ние домакински работиме. Тоа значи дека ние можевме да се задолжиме многу повеќе од тоа што се задолживме и да бидеме комотни до крајот на годината. Меѓутоа, дали е тоа целта? Дали е целта да го зголемуваме долгот во моменти кога не ни треба да го потрошиме, само за да стои да плаќаме камати, нешто што се случувало и во изминатите години. Тоа е еден многу важен момент и тие 36 милиони евра намалување во апсолутен износ на јавниот долг само го покажуваат моето однесување кон јавните финансии како домакинско и одговорно. Е сега, предизвикот кога станува збор, како што реков, за јавниот долг е потешко од било кога. Не случајно го говорам тоа. Јас сега би сакала да споделам податоци за еврообврзниците кои што владата, односно Министерството за финансии ги има издавано во изминатиот период, за да видиме
која разлика ја имаме помеѓу нешто што се случувало во минатото, кое што, ако се сеќавате, беше поврзувано со презадолженост, банкрот и така натаму, и бројките во последните 7 години. Па, например, првата еврообврзница е земена во 2005 година од страна на тогашниот министер за финансии Никола Поповски. Таа била на износ од 150 милиони евра. Следната е 2009 веќе од владата на ВМРО-ДПМН 175 милиони евра. Па помеѓу 2009 и 2014 немаме задолжување со еврообврзница, веќе во 2014 имаме 500 милиони евра, во 2015 270 милиони евра и во 2016 450 милиони евра. И сега гледате дека немаме некој нагорен тренд, него некако врвот е 500 милиони евра во една година, се друго е помало и многу ретко. Или за цел овој период ќе го вклучам и она што значи задолжување на СДСМ во 2005, некаде околу 1 милиарда и 500 милиони евра бил вкупниот долг преку издадени еврообврзници. И сега внимавајте, 2018 година се издава еврообврзница на износ од 500 милиони евра, 2020 700 милиони евра, 2021 700 милиони евра, 2023 500 милиони евра. И оно што е пострашно е тоа што рочноста е на многу пократки рокови. Например, она еврообврзница издадена во 2005 била со период на враќање 2015. Значи, тогашниот министер за финансии, независно што било од владата на СДСМ, ние мора да зборуваме со факти, внимавал и тоа што се задолжувал некако да го пренесе во еден подолг временски период. А ние сега сме сведоци на огромни задолжувања, или се тоа што го кажав за нецели 7 години, значи 2 милиарди и 100 милиони евра нов долг само по основ на издадени еврообврзници. Значи, како што не беше 700, 700 и 500, 500. 2 милиарди и 400. Така, се извинувам, точно. Од прилика толку е 2 милиарди и 400, така и толку е запишано, дефинитивно сум преморена. Што е лошо, тоа ми беше уште полошо, поголема сума. Така е. Значи, зборуваме за јавен долг кој што го создадоа и цело време со една иста реторика, едно исто објаснување, ама знаете, во светот имаше кризи. За мене пострашна криза од кризата 2009-2012 немаше, бидејќи тогаш криза имаше во банкарскиот сектор. Тогаш пари не можеа да се најдат. Во 2020 година и 2021 како банките да печатеа пари, имаше навистина голема понуда на пари и немаше проблем. Значи, пристапот до пари беше без никаков проблем. Меѓутоа, од друга страна, проблемот е тоа што не го искористи претходната влада моментот и со повисоката инфлација за да се консолидира, и ние сме единствената земја во регионот која што остана неконсолидирана. Напротив, го зголеми долгот над 60 или близу 60%. И сега, ако го земеме фактот дека владата на ВМРО-ДПМН во 2006 кога дошла имала некаде јавен долг од прилика 25,8%, мислам че 26, ја стално велам од 23 до 26%, зависи точно кој момент ќе го гледаме како пресек. Па владата во 2017 година кога се менувала, долгот бил 47,7%, можеме лесно да забележиме дека едната и другата влада имале простор да го зголемуваат јавниот долг и навистина да направат големи инвестиции, кои што, ако споредиме периодот на владење на ВМРО-ДПМН, преку стапката на раст просечно од прилика 3,2%, и има логика, сме се задолжили, но сме имали стапка на раст, тоа значи подобар животен стандард и се било подобро. Доаѓаат 7 години следни во кои што просечна стапка на раст е 1,6%, половина од ова претходно, ама долгот е многу поголем. И при тоа не успеле да го консолидираат. И сега ние доаѓаме, се менува повторно владата, и јас веќе имам едно јаже околу вратот кое што само ме притиска секојдневно се повеќе и повеќе. Зошто? Затоа што јас немам простор. Немам апсолутно никаков простор да го зголемувам долгот од тие 60% да одам нагоре. Може, меѓутоа треба нели да знаеме дека тоа треба да биде оправдано, зашто треба. И јас многу внимателна по тоа прашање, можеби затоа нели често пати викате и она е многу
лоша, не, јас не сум лоша. Тоа се услови кои што мора да ги исполниме, меѓу другото, за да ги почнеме и преговорите со Европска унија. Јас не можам да дозволам задолжување поголемо од тоа што го имаме. И сега во рамки на тие пари кои што постојат, ние тука и движиме, што е огромен предизвик. Во исто време, рековте, 500 милиони евра беа средства кои што мораше да ги вратиме годинава. Следната година 700 милиони евра, после таа повторно 500 милиони евра, после таа повторно 700 милиони евра. И во суштина, во 4 годишен мандат на министерот за финансии, веќе го кажам, од ВМРО ДПМН, бидејќи нели известно е и тоа е мандатот кој што сега го имаме, ние секоја година имаме еден огромен предизвик пред нас да се задолжиме за да вратиме. Значи не за нов долг, не за зголемување на долгот, туку да се задолжиме за да вратиме за нешто за што се задолжуваа претходно, што не даваше резултати, или она што го кажав како просечна стапка од 1,6%, па ќе ги слушнете како нели за кризите трошеле пари, ама ако отворите извештај на Државниот завод за ревизија ќе видите дека 400 милиони евра се потрошени само за антикризните мерки или ковид мерките, уствари како ги нарекува, но сето друго е ненаменско трошење, односно не кратење на расходната страна. Ние имавме криза, паднаа приходите во буџетот во 2020 година, меѓутоа соодветно на тоа требаше да се коригираат и трошоците, нормално во оној дел каде што имаше простор да се скрати. Не скратија ништо. Буквално ништо. Еве да прашаме дали скратија од трошоци за репрезентација на телефон или најосновните работи. Ништо не се скрати. Ниту пак се покажа желба и интерес да се направи обид за барем нешто од трошоците да се скрати. И затоа, навистина многу е тежок периодот и уште една работа која што, например, не ја спомнуваме, затоа што навистина е тешка и не би сакале да ја коментираме, но ако се користиме со нивните зборови, би можеле да кажеме ние сега имаме најголемата криза и најголемиот предизвик. Ние имавме таква несреќа во Кочани, кај што покрај еден куп згаснати млади животи, ние имаме многу повредени. Повредени кои што се лечат и допрва, значи овој третман кој што тие го добиваат и ќе го добиваат во периодот кој што следи е тежок и чини пари. Но ние во ниту еден момент не излеговме да кажеме или да се пожалиме. Напротив, нашата работа е тоа. Со цел простор буџетски, односно финансиски, кој што го имаме и ни стои на располагање да управуваме најдобро што можеме и нормално да не се жалиме, па затоа граѓаните не гласа. Не за да вадиме по еден куп изговори, туку напротив, да одговориме како што би требало да одговори секоја одговорна влада, домакински и да ставиме приоритети. И сега дали е тешко, тешко е многу, враќаме пари, во исто време внимаваме како се задолжуваме, дискутираме многу често со останатите министри, нормално на многу места буквално како чешмата да била одвртена и никако да се затвори. Ние сега многу повеќе внимаваме во насока на тоа парите кои што се наменети за одредени категории да стигнат, но да стигнат на вистина во прави раце, а не да бидат злоупотребувани. Министерка, во контекст но би сакал моето, иако имав друго прашање, сакал да ги заменам прашањата, бидејќи убаво напоменавте дека со чесна работа и правилно распоредување на парите да стигнат до оние кои што најмногу им требаат. Тука би сакал да го поставам моето прашање за платите. Дали со домакинско работење може да очекуваме повторно зголемување на платите во военниот сектор? Ние веќе на 87.000 лица платите по различен основ им ги зголемивме. Некаде нови колективни, некаде постоечки колективни, некаде заради законот за минималната плата. Но јас секогаш зборувам дека ние мора да го гледаме целокупниот квалитет на живот. Не е суштината само дека треба да имаме раст на платата, ако другиот дел од животот не ни е соодветен и квалитетен. Нема ефект ако ја зголемиме платата, а во исто време не ги подобриме здравствените услуги и лицата кои што ја примаат платата мора да одат да се лечат по приватните болници. Тогаш квалитетот на живот е полош. Или
не е суштината во тоа да зголемите плата, ама инфлацијата да порасне многу повеќе од платата и да ги изеде парите и вие да се фалите дека успеавте да обезбедите раст на плата од, не знам, 10%, ама инфлацијата да ви биде 15%. А нас во периодот од 2020 до 2023 година токму тоа ни се случуваше. Ако ги погледнеме трошоците од секој аспект, први на храна и безалкохолни пијалаци, најде да погледнеме цената на струјата. Да видиме на топлината. Значи, од секој аспект ние имавме влошување на животниот стандард на луѓето. И сега ќе излезат и ќе кажат, ама ние зголемивме минималната плата, не знам за толку е, да, сте ја зголемиле 35%. Сте ја зголемиле просечната плата, да, 34%. Меѓутоа во исто време, вие имате зголемување на трошоците за храна на скоро 40%. Значи, не сте подобриле живот. А ние денес излегуваат со реакции, јас би рекла веќе во форма на хистерија која што не ми е јасна, дека инфлацијата се разгорува, веќе расте, не знам што се случува, кај храната од 3,4% на периодот од јануари до мај, ама за истиот тој период имаме првен раст на просечната плата од повеќе од 5,5, односно 5,6%, што значи дека имаме напротив позитивна разлика или дефинитивно граѓаните можеби е многу малку и не можат да го почувствуваат. Но доколку продолжиме со истата динамика за 2-3 години, ќе се ги почувствуваат дефинитивно позитивните ефекти. Јас ги разбирам и граѓаните. Недовербата во претходната влада и тоа што им се случуваше, затоа што цело време оркестрирано се зборуваше како се зголемуваат платите и минимална и просечна, а луѓето се чудеа кога ќе влезеа во маркет дека нивната плата не вреди ништо. И тие се веќе збунети. И немаат доверба во системот. Нормално треба време да помине за да се врати довербата и да сватат дека она што го правиме можеби е со помали чекори, но важно е дека е во позитивна насока. И да, со тек на време јас очекувам животниот стандард на граѓаните да биде дефинитивно подобар од тоа што беше во изминатите 7 години. И повторно ќе кажам, за мене е многу битно да работиме на секое поле, да имаат и децата квалитетно образование, да имаме и добри здравствени услуги, социјална помош соодветна на потребите, поддршка за лицата со попреченост така како што треба да имаат. Значи, сето тоа да стигне таму каде што треба, ама правилно. Да нема злоупотреби на системот, имаме недостиг на работна сила, можеме да преквалификуваме голем дел од лицата кои што се приматели на гарантирана минимална помош. Значи, сето тоа може да го направиме заеднички, нормално граѓаните, заедно со владата, во насока да имаме подобри услови, да кажам, за живот и животен стандард. Јас се сикавам, неколку пати имате кажано дека многу работи што ги правите сега ќе се осетат можеби за некоја година и јас тука морам да се сложам бидејќи многу работи они што ги имаат правено во минатото, еве ги осекаме денес. Министерке, една од вашите заложби беше да се намалат царините за суровини и репроматеријалите. Колку ова реално им помага на нашите производствени компании? Ќе помогне доста. Морам да кажам дека пред извесен период добив една анализа која што е правена заедно на односно истражување, најсоодветен збор би било, помеѓу одредена група на компании, како избран примерок, каде што компаниите покрај информациите кои што ги споделуваат или ја пополнуваат анкетата, ајде да кажам, тие истите одговараат, да кажеме, на прашања поврзани меѓу другото и со трошоците, каде гледаат најголем ризик, прашањето дали доколку растат репроматеријалите и суровините, дали крајната цена ќе порасне на производот и така натаму. И она што навистина загрижува е тоа што увозните цени во суштина растат, значи цените на репроматеријалите, и ако
тоа сме го добиле како резултат од тоа истражување, тогаш дефинитивно намалувањето на царинските тарифи, кои што во суштина значат плаќање на давачка во моментот кога стоката влегува во државата, тогаш по автоматизам ќе значи помали трошоци во период на набавка и од тука може да очекуваме и пониски цени или барем стабилизирање на цените. Што значи по мене еден од, да кажеме, добрите чекори кои што ги направи владата, нормално нема да застанеме тука, ние мора да ги хармонизираме царинските стапки со царинските стапки на Европската Унија, чекор по чекор ќе ги менуваме тие работи. Многумина ќе речат дека после долго време се воведе ред во финансиите и вака по една година влада би сакал да ве прашам што беше најтешко, со што највеќе се изборивте во оваа измината година и што да очекуваме во иднина, што е следно? Јас не памтам еден ден да поминал на работа да бил без стрес, морам тоа да го признаам, затоа што првиот момент кога дојде до или кога влего во Министерството за финансии, прво што побарав е нормално да видам состојба на сметки. И она што беше за мене шокантно во тој момент е 47 милиони евра на девизната сметка. Побарав податоци да видам со колку кога ВМРО ДПМН се заменувало, имало пари на девизната сметка, беа над 220 милиони евра, чисто како споредба. И погледнав обврските кои што во периодот се евидентираа во системот СПО, кога видов дека се некаде околу 42 милиарди денари, се вратив во еден период кога, ако се сеќавате, само што стана министер за финансии Драган Тевдовски, сега професор, нели, исто и мене ми беше асистент на факултет, мислам си го почитувам како професор, тука немам апсолутно ништо против, сакаше да извади на површина колкав е долгот на државата во тој период. Побара податоци, јас од позиција на директор за финансии во АДЛМ во тоа време, се сеќавам дека дадовме 0 доспејани обврски, за да некаде 2018 година од прилика јавните предпријатија, акционерски друштва имаат долг од прилика околу 4,5 милиарди денари, а вкупниот долг на државата 18 милиарди, за жал во СПО нема податоци од претходно, но се сеќаваме, ги презентираа јавно, че од тие 18 милиарди денари стигнале до 42 милиарди тие обврски. Тоа беше едно вознемирување на вистина големо, или па јавните предпријатија, акционерските друштва од 4,5 милиарди на 22 милиарди. Значи, што е огромно зголемување, тоа е првиот знак. За она што го зборувавме и повторувавме, корупција и криминал во јавните предпријатија и акционерски друштва, долгот го потврдува тоа. Повторно не е Гордана, не е Тино, не е Христијан, туку бројките. Бројките велат дека имаме толкаво зголемување и нормално дека се вознемируваш. И тоа е првиот оној стрес и предизвик. Сега следната фаза веќе почнува, треба да обезбедиме пари. Краток е периодот. Пред нас во Министерството за финансии се чекаше да платиме обврска на јавното предпријатие за државни патишта од прилика во истиот износ колку што беа средствата на девизната сметка. Во исто време имате предизвик, имате плати, имате пензии, во континуитет зборуваат за повратот на ДДВ, кој што е поголем во однос на повратот на ДДВ, кој што го враќаше претходната влада. И сето тоа е огромен стрес. Значи, се може да менаџирате доколку имате ликвидност, односно пари. Најголемиот предизвик и најголемиот стрес беше тоа. Од каде ќе обезбедиме за краток период и под поволни каматни стапки. Краток беше периодот, не можете вие еврообврзница да издадете за толку краток период. И секако да не заборавам, буџетскиот дефицит беше потрошен над 70%. Еве погледнете сега да видиме, сме половина година, ќе излезат податоците, дали сега имаме 70% потрошување или трошење на буџетскиот дефицит. А во исто време имавме ситуација, нели, да ги завршиме изборите, а ние се допрва имаме избори, но како и да е предизборна, односно изборна година, таа изборна година оваа.
Значи, еден недомакински пристап во трошењето, кој што дополнително правеше стрес во Министерството за финансии. И мислам дека и во оваа цела година сме имале многу предизвици. Го работевме ребалансот на буџетот. Моравме да обезбедиме некаде околу од прилика беа 30 милиарди денари, со тоа што 20 милиарди денари ги најдовме преку прераспределби во рамки на постоечкиот буџет и 11 милиарди го зголемивме јавниот долг за да може да ги сервисираме сите обврски. Немаше доволно заплати, потпишувале колективни договори во сред избори. Немаше доволно за пензии по стариот нивниот модел, а не пак нели по нашиот кој што го менувавме и таа 2024 требаше по 2500 денари повеќе за пензионерите. И да не зборуваме дека вие треба да се задолжувате за да се раздолжувате, затоа што доспеваат одредени кредити. Треба да обезбедите пари за нив и плюс треба да обезбедите средства за финансирање на буџетскиот дефицит. Еве, например, за оваа година, задолжувањето кое што ќе треба да го направиме, нормално, најголем дел заради раздолжување, значи ова не е нов долг, значи повторувам, не е нов долг, ние треба да обезбедиме повеќе од 2,5 милиарди евра. Тоа значи дека јас како министер за финансии треба да ги најдам парите, да ги обезбедам, за да можам да ги вратам тие кои што доспеваат. И ова е еден огромен притисок врз Министерството за финансии. Следната година, како што кажав, ќе биде уште потешка. И мислам дека, повторно ќе кажам, се друго се менаџира. Подготвивме буџет, прераспределба на крајот на годината, сега мини прераспределба. Да не зборувам колку подзаконски акти, колку закони нови се воведоа. При тоа, кога зборуваме за подзаконски акти, секој еден внимателно прочитан, погледнат, дека може да има практична примена. А некако до сега, ајде да пуштиме закон, само колку да кажеме дека пуштивме, дали ќе може да има некаква примена во пракса, тоа не ни интересира. Не. Сето тоа многу внимателно. Но, ќе кажам, подготовката на законите не исцрпува толку колку што исцрпува моментот да ги обезбедите средствата. Верувајте, секоја една аукција на државните обврзници е огромен стрес. Како ќе поминете, како ќе заврши, и нормално ние сега се подготвуваме за издавање на еврообврзница за следната година, затоа што мора да ги вратиме 700 милиони евра. Големи предизвици најмногу во овој дел. Најмногу во овој дел. Се друго, пак ќе кажам, можам да работам и по 18-19 часа во текот на денот. Напорно е. Убаво е чувството кога ќе завршите нешто и ќе создадете, ќе имате резултати, но стресот е огромен во овој дел. Може би јас дополнително си правам стрес со тоа што кажав дека не сакам да се задолжувам премногу однапред, со цел, нели, да не плаќаме камати напразно, затоа што секој пат кога ќе направам пресметка за еден месец, што би значило тоа во камати, која ќе видам дека, не знам, можеме, например, да опремиме едно училиште или да купиме некој апарат во здравство, си велам, издржи, Гордана, тоа е најважниот момент, домакинското работење, вреди секој стрес, затоа што придонесуваш позитивно на буџетот. И гарантираме. Тие не велат ќе ги земете или ги земате, велат ќе ги гарантираме. Вие видите колку ви треба, зашто ви треба, колку може да издржи буџетот и во моментот, нели, како ќе имаме потреба, така ќе се задолжуваме. Вториот момент, што е многу поважен, е кога го зголемуваме јавниот долг. Јавниот долг го зголемуваме во моментот кога ги повлекуваме тие кредити. Но јавниот долг не стои во место, јас и претходно објаснував, така ние и враќаме. Значи, враќаме, повлекуваме други. Така што многу внимававме во фискалната стратегија за следните 5 години да имаме проекции кои што значат фискална консолидација, односно она што сме го ветиле, ние мора да го испорачаме. Тоа е барање или покрај тоа што го е дел од фискалните правила, тоа е на некој начин и услов за да можеме да бидеме дел од Европската Унија. И ние не можеме да отстапиме од тоа доколку, нели, на вистина како влада сакаме со дела да покажеме дека сакаме да бидеме дел од Европската Унија. Зошто велам тоа? Затоа што и претходната зборуваше дека сака, ама во пракса ништо не покажуваше. Сега,
нема такво задолжување како што тие зборуваат. Кој е тоа задолжување кое што сме го направиле и сме го зголемиле јавниот долг? Едно е некој да сака да гарантира и ти вели рамката за која што можам да ти гарантираме тој износ. Колку ќе повлечеш и зашто ти треба, ти ќе одлучиш. Затоа комплетно неприфатливо ова што го зборуваат, но пак ќе кажам, за неколку години од денес и овие бројки ќе бидат дел од буџетскиот дефицит, јавниот долг, па ќе видиме колку била задолжена државата, колкав бил буџетскиот дефицит, а и ќе се вратиме да ги погледнеме нели оние податоци во СПО-то кои што јасно покажуваат кој навистина го зголеми долгот на државата и на јавните предпријатија. Министерка, јас многу ви благодарам за вашето вечерашно гостување. Навистина многу реализација, многу проекти и се надевам уште поголем раст, повисоки плати, подобар животен стандард, единствено да ги градиме темелите за подобар и поуспешен живот на сите граѓани на Македонија. Ви благодарам уште еднаш на поканата и се надевам дека успеваме на еден поедноставен начин на граѓаните да им објасниме дека немаат потреба од грижа и покрај, пак ќе кажам, онаа хистерија која што пробува да ја наметне опозицијата, нема простор за такво нешто, јавните финансии се стабилни во периодот кој што следи, ќе се почитува она што го ветивме, тоа е фискална консолидација, да бидат спокојни и да знаат дека нема да измрдаме ниту милиметар од она што сме го ветили. Ви благодарам и ви посакувам многу успех. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова вечерашна емисија. Разговаравме со министерката за финансии и подпредседател на ВМРО ДПМН Гордана Димитриевска-Кочевска. Уште еднаш ви благодарам за вашето внимание и се гледаме во следната емисија. Поздрав и секое добро.